Благодарам. Мојата реплика повеќе ќе биде поддршка кон овој амандман, од причина што јас навистина сметам дека овој регион навистина вреди да се дискутира и во парламентот, меѓутоа и повеќе да се обрати внимание од градоначалникот на општина Струга. Самиот регион, како што кажа и колегата, и се придружувам кон тоа, изобилува со природна убавина. Горна Белица е место кое што е на врвот на Јабланица и едноставно е граничник со Република Албанија. Значи, овој дел не само што може да придонесе во туристичката понуда на Струга и регионот на Јабланица, туку и едноставно да биде и едно поврзување меѓугранично со нашиот сосед, со кој што градиме навистина добри соседски односи. Во однос на одговорот на министерот, сакам со внимание да ме сослуша. Да, постои еден проект кој што беше направен од страна на општината Вевчани и општината Струга за поврзување на Вевчани со Горна Белица, Вишни, Радолишта и Струга. Меѓутоа, во моментов тој проект, иако е изработен, наидува на проблеми заради нерешени имотно-правни односи и тоа навистина се залагав и како пратеник, меѓутоа и како човек кој што има познавања од таа област, да помогнеме во обезбедување на средства од јавното претпријатие за државни патишта. Од причина што навистина имаме проблем во однос на тие имотно-правни односи, едноставно постои пат и колегата добро го трасира. Патот кој што постои од Струга, Радолишта, Вишни, Горна Белица всушност е пат кој што е изложен на многу, ајде да речем, одавна е направен, бидејќи горе има караула на Горна Белица од бивша Југославија, значи од времето на бивша Југославија, самиот тој е многу оштетен, па би можело да се направи нешто од фондот за развој на локалните патишта, всушност да се помогне во насока на рехабилитација на овој пат и проширување на патот. Значи, овој пат што го заговара колегата, јас мислам дека е и затоа му реплицирам и сакам да ми да објасни онај стариот пат кој што е оштетен да се рехабилитира. Не станува збор за тој што е меѓуопштински, односно регионален пат кој што требаше да се гради за да ги поврзи Вевчани со преку Горна Белица, Вишни, Радолишта, Струга. Значи, ако се работи за стариот пат и рехабилитација, добро е да се размисли, а и добро е вака македонската јавност, па и господинот Мерко во Струга да слушни дека има заинтересирани луѓе кои што може да помогнат и во парламентот и да дискутираат, да им се помогне, овој пат на вистина заслужува внимание и да се рехабилитира. Прашањето ми е, колега, дали мислите на стариот пат да се рехабилитира или мислите на овај новиот проект кој што во моментов, иако има проект, не може да се реализира, одговорно ви тврдам, заради имотно-правни нерешени прашања. Благодарам.